да те поднаместам. Додека ме местат дамите, јас да знаете дека имам прилика да видам единствениот машки шеф во оваа кујна. Така што си најдобар низ годините во кујната. да не биде фијаско само меѓу другото. Да, не би рекла како фативме стручно, а имаме професионалци покрај нас, така да мислам дека ќе излезе добро. Ама ќе не оценуваат на крај, ќе видиме. Инаку, веќе започнавме со процесот, само ќе споменеме дека ова е специјално, празнично издание на ние и трансформација, транзиција кон 2025-2026. Духот на празниците. Во духот на Да празниците. будиме добра празнична трпеза. Овој пат со избор, за жал не од традиционалната македонска кујна, но ја одбравме италијанската кујна. Перфетто! Точно знаеме што да избереме, нели веќе да кујната на Италија се заштити од УНЕСКО, ете така. И тоа влезе како еден новитет во оваа 2025 година. Инаку денеска во моментот тестото, нели, чекаме да нарасне, правиме тестенини и тоа сами ги правиме, ги изработуваме. Правиме. Да, Филип, се извинувам, само да прашам како се вика благото? Каноли правиме. Сицилијански каноли. Да. Значи се нас едно вкусно мени, одбрано од шефовите тука во оваа кујна, 180 степени, и веруваме дека ќе биде одлично. Останете до крај да видите кој најдобро го направил или бил најумешан. Уживајте со нас. И така, овој пат тимбилдингот на екипата од утринската програма го заменивме со кулинарско доживување. Во пријатна атмосфера на кулинарско шоу со помош на вистински професионалци од кујната, се впуштивме во подготовка на вкусни специјалитети од италијанската кујна. Тестенини, сосови и мириси што веднаш будат апетит. Се под будното око на искусни мајстори кои несебично го споделуваа своето знаење. Тука ќе направиме една супа, која што супа или бујон, ќе ни биде после за све што ќе работи. Месото се сече, на добар пат сме, десертот е сега. Што имаме да направиме? Преза една. Со тоа што за таа преза што ќе ни треба,
Кулинарството и готвењето се многу повеќе од обична подготовка на храна. Тоа е посебна наука, но и филозофија. Љубовта со која се готви се чувствува во секој залак, а ние тоа најдобро го почувствувавме преку вкусот, но и преку дружбата и топлото гостопримство на FJ кулинарите. Ни покажаа колку е лесно и убаво кога работиш тоа што сакаш и кога таа страст ја споделуваш со другите. Секој стекче, пази од шишко конфини. Ставаме на секој стекче. Да речеме, ева. За самиот крај ќе си дадеме аплауз, ама особено ќе им аплаудираме на нашите домакини, Филип, тука е Злате, Марко и Јован и FJ Кулинари и секако екипата на Телма телевизија. Ова 2026 година вистина ќе посакаме да ни берикетна, меѓутоа направивме многу добро дело. Ќе ви го препорачаме FJ Кулинари со оглед на тоа дека не сближува, ни создаде некаква убава атмосфера, ја ти честитаме и ќе ти заблагодариме. Имавме одлично искуство, имавме. Уживавме и ние, искрено. Од името на целиот тим, уште еднаш ви благодариме вака што не посетивте. Сакавме и да споделиме ние што работиме тука, не само кај вас во утрински или во било кој од вашите емисии, да вие ни покажете како работите и како изгледа вашата канцеларија. Не бевме стресни асистенти? Како изгледа нашата канцеларија, супер ни беше, уживавме, у тајминг сме со сите јадења, секоја чест и ви честитам на сите. Немам зборови, се е по стандарди. Ај се вака, да бидеме реални. Дали во нешто погрешивме со оглед на тоа дека веројатно благото малку е подебело од Ќе вообичај? погрешите ако го продолжиме интервјуто и оставиме да се оладат овие супер тестенини. Добро, И така е. пилешкото со пармезан, направивме каноли, ќе ги полниме сега набрзо со рикота, не ги полниме сега за да не биде после тоа нормално да остане крцкава школката. И друго што имаме, што направивме таму, Марко, ќе објасниш? Еве ќе објасниш. Ајде, Марко. Направивме салата од мешани бебе зеленчуци, како Тоа што е најмногу Елена ни асистираше. Да. Така. со бурата и црвено песто од сушен домат. Многу вкусно, а и сите сме многу гладни, тоа кажавме, така што да преминеме на Уште дегустација. само Јован ќе поканеме од нашите млади Јован, студенти многу ни помогна. да објасни за Јован има тестенините. точно 20 години, за тестенините да ни обясниш. За тестенините, ја и Марко лично ги спремавме тестенините. Ја лично го научив како да се спремаат свежи тестенини Ги ламиниравме, учевме ламинирање. и така слично. Да. Како и да е. Ви посакуваме многу љубов, среќа, здравје и секако уживајте и понатаму со нашата содржина, а сега ние време е да дегустираме и да наздравиме за оваа година. Така е. Ве бакнуваме. Браво. Со насмевки, полни чинии и уште подобро расположение. Си ветивме дека ова нема да биде последна средба. Следниот пат, нова авантура со рецепти од друга светска кујна. До тогаш, уживајте во празниците со вкусно подготвена храна, во друштво на најблиските, со здравица за нова, среќна и успешна година.